Добре, криптоентузијасти, како што ветивме, првата содржина за оваа недела се Altcoin Вести. Со тоа што со малку, да речем, одложување, сепак стигнавме до оваа содржина, како што знаете, сами една од најбитните на нашиот канал. Но едноставно, како што знаете, мораме да ставиме приоритет на оно што моментално се случува во светот, а тоа е, како што гледате и сами, геополитичкиот дел. Така да на нашиот канал, за тоа ќе поразговараме малку подоцна, има три главни теми, не една. Да, и понатаму инвестираме во крипто, исклучиво во крипто. Тоа не го менува фактот дека не се занимаваме исклучиво со крипто секторот. Се занимаваме со макроекономија, се занимаваме со геополитика и се фокусираме на било кој од овие теми која што моментално е во фокус. Затоа што знаете и сами дека во однос на тоа каде има најголеми случувања, таму има и најголеми драйвери, односно двигатели на цените на криптовалутите. Сега ова е првата тема, како што кажеме, во однос на следната, тоест оваа недела. Во среда, односно утре, во вечерните часови очекувајте ќе имаме многу битен лайвстрим, макроекономија и крипто, каде што ќе разговараме исклучиво, би рекол, најголем дел за моменталните случувања со Хормус, со Баб ел-Мендеб, нивното затварање, како тоа делува на моменталните пазари, како тоа делува на криптопазарите, ова што го би рекол предупредуваме веќе година дена наназад, моментално ефективно се случи и го гледаме ефектот на пазарите. Дополнително ќе разговараме за midterm elections, тоа се оние, да речем, втори помалку битни избори во Америка, кои што доаѓаат годинава. Значи, се што е поврзано со оваа војна и како тоа економски ќе се одрази во светот, нормално и како ќе се одрази на криптовалутите. Во четврток продолжуваме со Астар, тоа е еден од коините кои што нормално не е следен за обработка, и сабота ќе имаме многу битна тема, тоа е јавна дебата. Сакаме нормално да презентираме ние, но и да слушнеме ваше мислење каде се наоѓаме во овој крипто биткоин циклус. Дали сме се уште во беер, дали очекувате бул, дали го достигнавме дното, тоа се некои прашања кои што ќе сакаме да ги одговориме како заедница. Затоа уште еднаш ќе ве поканам, значи во сабота на јавна дебата да го изразите вашето мислење. Нормално би било паметно да биде подкрепено со соодветни анализи, очекувања и искуства, на тој начин да имаме идеја што се случува во секторот од сите наши членови. Сега овде би сакал само на кратко да се навратам на една многу битна работа. Значи да се потсетиме уште еднаш дека инвестирањето не е поврзано само со крипто секторот, односно гледање исклучиво на крипто секторот кога станува збор за инвестирање е, би рекол, голем промашај за секој инвеститор кој што сака да биде сериозен и да направи соодветно искуство во овој сектор. Зошто го зборувам ова? Значи не заборавајте дека моментално имаме ситуација во која што за да бидете успешен, би рекол, инвеститор, вас не ви е потребно само познавање од крипто секторот, сакале ви или не, едноставно морате да ги знаете сите појави на пазарот, меѓу кои макроекономијата и геополитиката се исклучиво битни сектори. Така да затоа даваме максимум од себе си да доставиме што повеќе материја до вас. Гледам дека имаше моментално некои негативни, би рекол, критики од страна на нашата заедница за тоа дека работиме повеќе на геополитика. Кажете ми на што да работиме кога моментално сите пазари во светот исклучиво зависат од моменталните случувања во Блискиот Исток. Апсолутно сите пазари во светот моментално исклучиво зависат од овие случувања. Кажете ми како да се фокусираме ние сега на некој алткоин, доколку цената на доларите и цената на нафтата директно зависат од овие геополитички случувања. Да, може би одиме малку во детали, затоа што тоа се информации кои што не можете да ги добиете на домашните и странските распрскувачи на фекалии и така наречени медиуми. Тоа е единствената причина поради која што правиме детално известување за тоа што се случува на Блискиот Исток. Покрај тоа што се обидуваме да ви дадеме едукација, се обидуваме да ви дадеме и вистински информации за тоа што реално се случува во овој, би рекол, сектор во светот. Затоа што на крајот од денот македонецот мора да знае што се случува и мора да знае на чија страна моментално го местат, така речено. Така да уште ќе напоменам, јас од моето време одземам безбројни часови за да ја обезбедам оваа материја за вас, а добивам информации од типот као нема да го гледаме твојот канал заради тоа што се занимаваш со геополитика. Во ред. Еве уште еднаш ќе го повторам истото. Од моја страна веднаш unsubscribe, unfollow и Боки 13, Лазаров подкаст, имате значи еден куп материја. Немате потреба да го гледате нашиот канал. Значи уште еднаш ќе напоменам. Јас жртвувам толку многу време за да го обезбедам сето ова за вас. Без разлика на тоа што се фокусирам на геополитика,
вас воопште не би било скратено ништо во однос на макроекономија и крипто секторот. И да добием коментар од типот као нема да го гледам твојот канал во ред. Значи, ние воопште немаме проблем, ниту па некого сме принудиле дека нема да го гледате нашиот канал. Слободно, еве, препорачуваме. Сите оние кои што имаат проблем со тоа што го работиме, unsubscribe, unfollow, уште еднаш ви кажувам. Значи, ние не работиме за вашиот subscribe, ние не работиме за вашиот лайк, ние работиме за македонскиот народ, кој не му се допаѓа слободно. А од друга страна, погледнете овде, ова гласање беше поставено пред 4 часа, веќе имаме 58 гласови, од кои 96% се дека сакаат да работиме на овој начин како што работиме. И тоа е само на една платформа, да не ги минеме сите, апсолутно сите се во истата процентуална застапеност. Така да, тоа што на некого не му се допаѓа како ние работиме, а е во екстремно малцинство, не знам зашто очекувате дека ние ќе го промениме начинот на кој што работиме, заради тоа што вас не ви се допаѓа. Извинете, но како што гледате и сами, заедницата одлучува кај нас, затоа секогаш сме биле демократски настроени, на крајот сепак работиме за македонскиот народ. Така да, кој не му се допаѓа, слободно дечки, пак ќе напоменам Боки 13, Лазаров подкаст, имате еден куп глупости за гледање, воопште немате потреба да гледате нашиот канал. И со тоа продолжуваме на денешната тема. Прво, како и секогаш, мораме да напоменеме офлайн митап во Битола. Се е организирано, останува само да си поминеме супер. Као што веќе кажавме, на нашиот Facebook профил може да го најдете во pinned post на самиот врв, настанот кој што ќе се одржи на 29 март во Народниот театар во Битола. Значи, едва и чекам, значи, помалку од еден месец, скоро е време да ја направиме и презентацијата. Као што кажеме, ќе направиме целосна анализа на овој циклус наспроти претходните, што е исто, што не е исто, која е разликата, каде се движиме, што научиме од овој циклус, верувајте ми, има многу интересни податоци кои што ќе бидат дел од оваа презентација, а нормално имаме уште 4 други говорници, ова ќе биде најголемиот офлайн митап до сега. Очекувајте дека ќе има уште 2 големи настани оваа година, меѓу кои прво ќе биде криптоконференцијата, тоа е третата македонска криптоконференција во Скопје овој пат, во текот на летото со посебни гости од CryptoHub Малта и проекти кои што работат овде на Малта. Значи, како што кажав, се обидуваме да донесеме што повеќе едукација, што повеќе информации од светот за македонците. И на крај веќе разговараме, најдовме град, знаете и сами, тоа ќе биде Цирих, тоа е вториот митап на глобално ниво во Швајцарија овој пат. Значи веќе имаме неколку представници на швајцарско тло кои што ќе ни помогнат за овој, нели, така речено настан да го споделат со што повеќе македонци. Имаме луѓе кои што ќе ни помогнат во организација, значи верувајте ми, апсолутно на се работи во исто време и затоа што ќе напоменам, ви благодарам на поддршката и ви благодарам на трпеливоста, знаете дека работиме за македонската нација. Во исто време уште да напоменеме, на CryptoHub Malta имаме собствен профил кој што многу лесно може да го најдете, само отидете на cryptohubmalta.org и ќе не најдете во еден од говорниците, доколку отидете на Speakers, ќе го најдете нашиот канал. Зошто го зборам ова? Затоа што овде може да ги најдете сите наши досегашни предавања на англиски јазик во CryptoHub Malta. Доколку некој од вас промашил нешто, овдека може многу едноставно да го најде. И уште еднаш на емисија.mk, нашиот канал, нашата програма може да ја најдете повторно меѓу овие кои што се моментално овдека популарни и поставени, секоја чест на луѓето кои што направиле агрегатор за се што е македонско, така да секоја наша нова емисија, па гледате и доста други канали, ќе може да ја најдете токму овде. Еве, а последната лов на дно може да ја најдете на овој агрегатор. Благодарам до емисија МК што го поддржаа ова што го работиме и пред да продолжиме понатаму сакам уште еднаш да напоменам едно многу големо благодарам до Анџело, кој што е нашиот админ задолжен за Altcoin Investi. Наскоро ќе добиете нов формат на Altcoin Investi, но не смееме да кажеме ништо додека го спремаме самиот апдейт 2.0. Значи Анџело е, би рекол, најголемата поддршка кога станува збор за вести од криптосветот, така да му благодарам уште еднаш од срце. Без него едноставно нема да биде исто, оваа содржина ќе биде малку посиромашна, така да му благодарам и можеме да почнеме. Као што гледате и сами, на почетокот неколку индикатори споредуваме нормално каде се ногеме. Значи, самиот маркет кап на криптосекторот е под 2,5 трилиони, значи дека сме ефективно во bear маркет, што нормално веќе го потврдивме пред некое време. Кога станува збор на годишно ниво, уште еднаш да напоменеме дека ние алткоин сезона во овој циклус ефективно немавме. Значи дека освен биткоин, алткоините никогаш не ни стигнаа до половина
од она што се нарекува пат од биткоин кон алткоин сезона. Така да уште ќе напоменам, овој циклус е екстремно про биткоин. Тоа не значи дека нема да имаме алткоин сезона, тоа ако мене ме прашувате, според нас само ни дозволи уште повеќе да акумулираме уште подолг временски период. Алткоините никогаш не биле волку препродадени, да се наоѓаат на толку ниско ниво кога станува збор за RSI на неделно ниво, значи станува збор за екстремно ниски вредности, значи дека целиот сектор на алткоини е екстремно препродаден во однос на цена. Кога станува збор за најефикасните, односно би рекол трудолюбивите проекти, горе-доле ги имаме истите проекти во топ 10 како на годишно, така на неделно ниво, со тоа што на неделно ниво, малку по-скоро би рекол, можеме да забележиме во однос на развој на самиот core блокчейн, односно основниот блокчейн на овие Layer 1, можеме да видиме Ethereum, Cardano, HBAR, Flow и ICP. За разлика од тоа, кога станува збор за екосистем развој, Ethereum, ICP, Cardano, Flow и Arbitrum се на топ 5. Arbitrum е изненадување, да ви кажам право, прв пат го гледам во топ 5, но интересно морам да кажам. Една работа што ми изненади е фактот дека многу, би рекол, понеактивен е Polkadot за разлика од останатите, иначе истиот беше во топ 5 горе-доле скоро цела година назад. Solana со малку поголема брзина за разлика од ICP, кога станува збор за најбрзите блокчейни, како што можеме да забележиме моментално во секунда 1184 трансакции на ICP и 1385 трансакции на Solana. С тоа што во однос на останатите можеме да забележиме дека нема некоја голема промена. Заборавајте го Fogo, Binance, Base, Tron, Stellar, Polygon, Arbitrum, Aptos, горе-доле, тие се најбрзите блокчейни постојано, кога станува збор за трансакции во секунда. Кога станува збор за тоа колку имаме од market cap-от во стейк, во однос на Layer кецови, можеме да забележиме дека горе-доле пак е на некој начин истата екипа, Ethereum на прво место, Solana, Binance, Polkadot, Near Protocol, Cosmos, Celestia, XDC, Mantra и Flow. Верувам дека ова е во однос на процентот скупли market cap. Затоа и вака изгледа, би рекол, листата, затоа што верувам дека има други блокчейни кои што има многу повеќе стейк, но верувам дека ова, според тоа што успеав да го на некој начин анализирам самиот себе си, е од процентот скупли market cap, колку голем процент е уствари во стейк. И Forbes, пак ќе напоменам, ова малку лаички, но зошто да не? Нека биде интересно. Знаете дека Forbes е еден од би рекол, читаните публикации во светот, каде што истите пред само некој време отворија така наречена топ 10 cryptocurrencies листа, каде што најновата е апдейтирана денес и понатаму гледаме дека Cardano е на прво место, па потоа доаѓаат Binance, Bitcoin, Polkadot, Ethereum, Litecoin, Solana, Tron, XRP и Lido Stake It. Зошто е толку битно? Реално не е битно, затоа што дури не ги знаеме критериумите по кои што они одлучуваат кој е најдобар од овие блокчейни, но интересно е да се види што размислуваат, би рекол, портали кои што се најчитани во светот, како и да е, секој од овие блокчейни нас не се допаѓа, знаете и сами, со честни исклучоци и голем дел од нив ги имаме во нашето портфолио. Кога станува збор за Fear and Greed Index, дури не е така лошо, 20, иако станува збор за Extreme Fear, споредбено со претходниот период, каде што стигнавме до едноцифрени броеви како 5, ова и не е така лошо. Не можеме да бидеме сигурни, затоа што оваа геополитичка сцена, односно случување, јас уште еднаш ќе напоменам, очекувам дека потенцијално ќе го доведат пазарот до дно. Значи, иако не можеме да знаеме кога и како ќе изгледа, мене ако ме прашувате, јас мислам дека се наоѓаме пред потенцијална последна капитулација, иако пак ќе кажам, никој, апсолутно никој не може да знае кога тоа ќе биде. Оно што се обидуваме да го направиме е да лоцираме кога ќе бидеме најблиску до потенцијалната колапс, односно би рекол капитулација и најнискиот интерес, така речено, за купување на крипто. Ние и понатаму продолжуваме, но нели, поентата е да се лоцира што може поблиску до дното. Кога станува збор за ETF-ите, уште еднаш да се подсетиме дека според нас очекуваме во следниот циклус се повеќе и повеќе ETF-ите да имаат, би рекол, голема улога, односно пак ќе напоменам, кога ќе дојдат периоди во кои што имаме огромна акумулација, како што во оваа ситуација гледаме дека полека доаѓаме до тој период, дали ќе биде сега, дали ќе биде после неколку месеци, останува да видиме. Верувам дека ова исто така многу поврзано со геополитичките и макроекономските случувања, посебно кога станува збор за оваа војна на Блискиот Исток, како и за монетарната политика на Федералната резерва.
Затоа и ќе напоменам, нема да избрзуваме со заклучоци, значи ова е само мал почеток на акумулација што овде кога гледаме во однос на биткоин спод ETF-ите, и затоа не би сакале нели да избрзаме со заклучоци кога оваа војна е далеку од готова, а Федералната резерва и понатаму не е во, би рекол, релаксирачка, односно quantitative easing тип на политика. Во исто време, кога станува збор за Етериум, слична ситуација, имаме мала, би рекол, акумулација, за разлика од претходниот период каде што имавме постојано дамп. Можеме да забележиме дека овој дамп полека на некој начин се намалува. Пак ќе напоменам, не се обидуваме да го лоцираме дното, се обидуваме само да лоцираме што поблиску до дното. Сега за сега има многу варијабили кои што се уште треба да се потврдат. Не брзаме со алокација додека не утврдиме дека се наоѓаме блиску до дното. Пак ќе напоменам, потенцијално примирие на оваа војна би било за нас еден од геополитичките показатели дека се наоѓаме потенцијално на дно, а втор, тоа е продолжување со релаксирање на монетарната политика на макроекономско ниво и нормално акумулација од страна на ETF-ите и DATS-овите, затоа малку подоцна. Сега моментално гледаме дека следниот поголемина XRP ETF е со блага, да речем, акумулација, но повторно има акумулација практично секој ден. Кога станува збор за Solana, нормално одиме поголемина. Solana исто така има акумулација, дури би рекол и доста поголема за разлика од XRP. Потоа Link, значи секој од овие алткоини, покрај тоа што се наоѓаме во така речено bear market, можеме да забележиме дека секој втор, трет, прв ден како и да е, нели зависи секој од нив, има акумулација, што значи дека институциите понатаму се заинтересирани за алткоини. Замислете во средината на bear market. За жал, немавме шанса да видиме каков ќе биде ефектот на спот ETF-ите на овие алткоини за време на bull market, затоа што сите, со исклучок на Solana, беа одобрени од како веќе влеговме во bear market. AVAX исто така гледаме секој втор, трет ден има некој прилив, HBAR, само да погледнеме што се случува, и овде кога гледате секој втор, трет ден имаме по некој прилив на овие алткоини, и овде кога не останува уште еден, а тоа е се уште го нема SUI. Не знам зошто, но SUI исто така беше одобрен, се уште чекаме да биде така речено дозволен, да го има на самиот чарт за да може да го следиме. SUI е најновиот ETF кој што беше одобрен. Очекуваме уште многу други алткоини спод ETF да бидат одобрени, а верувам дека ова е позитивно, затоа што веќе ќе ги имаме одобрени и ќе има прилив уште пред да почне следниот bull market, а очекуваме најдобар прилив да има кога истиот ќе се реализира. И понатаму можеме да видиме кога станува збор за биткоин дека во овој период имаме благ пораст, но пак ќе напоменам, не гледаме причина веднаш да се оди на, нели, тоа завршивме со овој bear market, значи многу често тоа е избрзана, би рекол, одлука. Затоа и пак ќе напоменам, оставаме да видиме како ќе се одвиваат макроекономските и геополитичките случувања. Кога станува збор за датсови, како што може да забележиме, имаме постојана акумулација во целиот овој период. Значи, дури би рекол и повеќе од самите ETF-и, и нормално имаме и по некој одлив, како што може да забележите, но генерално има многу поголема акумулација за разлика од одлив кога станува збор за биткоин. DAT нормално е Digital Asset Treasury, тоа е посебен тип на дигитален сеф или дигитално портфолио на компании директно, кои што вршат кастади врз сопствените криптовалути. Ethereum нормално највеќе поради Bitmain, значи акумулираат како да нема утре. Нивната цела е 5%, стигнати се до 3,7% од вкупната количина на Ethereum, што е исклучиво голема сума. Ако останува збор за продажба, гледаме дека нема продажба во последните 30 дена, но има екстремно голема акумулација, посебно од Bitmain. За останатите алткоини нема некоја голема промена, тоа ќе го споредивме да не трошиме време на самиот канал. Кога станува збор за тоа колку биткоин моментално имаме на меночниците, значи гледаме дека иако има одредени моменти на корекција, генерално трендот е повторно во надолна линија како и до сега, односно се помалку и помалку биткоин се наоѓа на централизираните менувачници. Тоа ни покажува дека се повеќе и повеќе луѓето очекуваат цената на биткоин да расте долгорочно и затоа го тргаат својот биткоин од менувачниците. Уште повеќе, верувале или не, гледаме дека во уште подобра состојба е Ethereum, каде што се наоѓаме на нов all-time low во последниве 5 години кога станува збор за Ethereum, количината на Ethereum на централизираните менувачници. Во однос на овој Coinbase 50 индексот, каде што ги имаме 50 најголеми алткоини, можеме да забележиме дека негде околу 50% од истиот е во алткоини и 50% во биткоин. Пак да подсетиме на почетокот, овој индекс беше околу 80% во биткоин, што значи дека се повеќе доверба има во алткоините.
Кога ќе видиме како изгледа неговата цена? Да, има стагнација, но можеме да забележиме дека за разлика од овој, како што можеме да видиме, брутален bear market, барем имаме на некој начин реакумулација. Пак ќе кажам, се зависи од макроекономските и геополитичките случувања, дали ова овдека ќе биде потенцијално и крајот на bear маркетот и почеток на една потенцијална полга акумулација пред повторно движење нагоре, но како и да е, пак ќе напоменам, ја верувам дека за целиот овој сектор, за разлика од претходните циклуси кога се чекавме по 12 месеци, овој пат дното можеме да го видиме и многу порано. Кога станува збор за нови држави кои што имаат свој биткоин резерва, сега засега и понатаму остануваме со Нью Хемпшир, Тексас и Аризона, се повеќе и повеќе држави стануваат плави, тоа значи дека моментално е во процедура, предложен е актот и се обидуваат да донесат нормално одлука на, така речено, ова не е на сојузно, туку на засебно ниво на секој од овие држави членки на Американската федерација, за тоа дали ќе имаат биткоин резерва. Очекуваме дека ова наскоро ќе порасне многу, но ја верувам дека и за ова чекаат потенцијално следен бул маркет. Кога станува збор за институционални вести, најголемата вести понатаму останува Clarity актот. Као што знаете и сами, Genius актот беше дел од оваа масивна, би рекол, регулаторна подкрепа на самиот криптопазар. Тоа е овој огромен закон, Clarity акт, кој што во себе го содржи и Genius актот, што представува нормално посебен закон во Clarity актот за регулирање на стейблкоините, кој што е веќе донесен. Clarity актот има целосна регулатива на апсолутно сите коини. Без разлика дали е биткоин, дали се алткоини, дали се стейблкоини, се е регулирано со овој закон. Белата куќа, односно Вашингтон и нормално орангутанус педофилиус, одлучија дека до 1 март потенцијално ќе сакаат да го решат сето ова, кога станува збор за моменталните комисии каде што се наоѓа самиот закон, но за жал тоа не им успеа. Знаете и сами дека имаше две засебни средби помеѓу представници на криптосекторот и представници на банките, кои што моментално се најголем проблем. Ќе објасниме зошто. Тоа е нормално моментот дека се обидуваат да не дозволат на централизираните менувачници да имаат yield од стейблкоините. Тоа е дел кој што навистина би рекол направи голем проблем за овој закон. Проблемот е што, како што кажавме веќе, значи за да биде реализиран овој закон, истиот треба да помине на Конгрес, потоа да помине на двете засебни комисии кои што работат на регулирање на криптосекторот, а тоа се SEC и CFTC, а овие комисии имаат своји така речено представници на сенаторско ниво во нивните комисии за агрикултура и ресурси, тоа е CFTC, и банкарска комисија, тоа е SEC. Според тоа, нели, овој закон така речено ги дели самите криптовалути на хартии од вредност и на ресурси, во однос тоа дали ќе попаднат под CFTC или SEC, и според тоа нормално двете комисии кои што се надлежни за овие два органи одлучуваат за овој закон пред истиот да биде донесен пред Сенатот за гласање. На CFTC, односно на агрикултура и ресурси комисија помина, но истиот заглави на комисијата за банкарство. Зошто е тоа така? Затоа што големите глави како JP Morgan и останатите кои што не приметиле дека во Genius актот е дозволено на централизираните менувачници да даваат yield од нивните стейблкоини, односно дел од оние награди кои што ги добиваат минтерите како Paxos, Circle и останатите, да го дадат како награда на клиентите на Coinbase, Kraken и така натаму, за тоа што чуваат стейблкоини на овие менувачници, им даваат нормална ликвидност. И сега нормално на тој начин, заради тоа што наградата од овие стейблкоини и обврзници на Мурика е доста поголема за разлика од тоа што го даваат банките, стравот е дека потенцијално голема количина на капитал ќе избега од банките кон централизираните менувачници. И нормално со нивното лоби успеа да го блокираат овој закон. Као што кажеме веќе два пати, проба Белата куќа да најде заеднички јазик помеѓу овие два ентитети, но за жал на крајот, барем во овој дел, банкстерите победија. Нас тоа многу не интересира, сега ќе ја кажам и зошто. Никој од нас нема сигурно да чува стейблкоини на Coinbase за да добие yield. На крајот од денот можете многу повеќе со стейк да добиете, без разлика дали е тоа Ethereum, не знам, Cardano, Polkadot и така натаму. Така да во оваа ситуација сакам да кажам дека за нас ова не прави голема промена. За нас е многу побитно овој закон да биде донесен. Зошто? На страна од стейблкоините кои што се нужно зло, нас не е многу повидно овој закон да помине затоа што ги регулира сите останати коини. А со тоа дава целосна правна рамка и сигурност на институциите кои ќе почнат да инвестираат во алткоини. Второ,
сите овие ETF ќе бидат многу по-популарни кога ќе има целосна правна рамка позади нив, позади сите овие коини. Трето, рачунајте дека од сега па натаму ќе се стои точно кој може да прави ICO, дали може да прави ICO, како ќе изгледа тој ICO, како ќе изгледа минтање, како ќе изгледа vesting schedule, каде треба да бидат овие пари обезбедени, кој може да има свој коин, што значи дека веќе начинот, односно шансата да направите некаков тип на pump and dump rug pull глупости во крипто ќе биде многу помала. И се надевам дека овој пример ќе го следат нормално глобално. Така да мене ако ме прашувате, без разлика дали ќе дозволат или не yield на стейблкоините на централизираните менувачици, кои што се голем профит за нив, за нас тоа воопшто не е битно. За нас е битно овој закон да помине. Не можеме да очекуваме голема количина на инвестиции од институциите ако овој закон не помине. Уште една битна работа. Иако ETF-ите во поголем дел беа донесени уште во јануари 2024 година, треба да разбереме дека институциите се многу бавни. Прост пример. Оние посебен тип на, би рекол, банкарски институции кои што има така речено wiring сервис надвор од Америка, дури сега, верували или не, одобрија користење на биткоин и етериум како услуга за своите клиенти. Што значи дека дури сега ова станува мејнстрим, би рекол, протокол, услуга на овие највисоки, речем, банкарски институционални слоеви. Така да затоа мораме да разбереме дека тоа што кај нас се движи многу брзо за разлика во традиционалниот финансиски систем не е баш така. И затоа верувам дека потенцијално најголемиот дел од купување очекувам да дојде во следниот циклус. Но останува да видиме. Да не брзаме, нели? Останува да видиме. Мене ако ја прашувате, ја верувам дека во следниот циклус ќе имаме многу поинаква, би рекол, представа на криптосекторот кога конечно и алткоините ќе имаат реална шанса да бидат, нели, дел од овие институции, а и нормално ќе видиме исклучително добар прилив, верувам, во етериум и во биткоин. Истото го вели и заедницата, моментално имаме околу 75% шанса дека ќе биде овој закон изгласан до крајот на годината, а според овој артикл, што можеме да го видиме овде од AMB Crypto, има неколку изјави дека ова се очекува потенцијално да биде направено дури и до негде средината на оваа година. Останува да видиме, не сакам да, нели, харикираме, као што гледате и само ја работи доста брзо се менуваат кога станува збор за брзината на Вашингтон, така да не би брзале и останува да видиме како сето тоа ќе се одвива, за да на некој начин добиеме заклучок. Еве, као што веќе кажавме, значи и овој контролер кој што е одговорен така речено за банките, тоа е на некој начин истата организација која што е одговорна за минтинг и за нормално количината на пари која што ги чуваат овие компании како Circle и Paxos, каде што можеме да забележиме дека ефективно веќе им е забрането. Значи, погледнете овдека, од страна на овој OCC, така наречен Office of the Comptroller of the Currency, значи во нивниот последен, би рекол, труд со утврдување на правила, ефективно е забрането на централизираните менувачици да даваат било каков тип на награда за чување на стейблкоини. За жал, ефективно е веќе ставено во, иако ова е второстепен, нели, тип на регулатива, значи ова се подзаконски акти, наскоро се очекува нормално со Genius актот ова, со Clarity актот ова да се потврди. Сега, продолжуваме понатаму. И исто така не само ние, ако се ќе тоа кажавме, но и други, односно така речено нашите најдобри другари од JP Morgan, кои што ние многу ги почитуваме, знаете и сами, го тврдат истото што го тврдиме и ние. Односно, Clarity актот потенцијално ќе биде оној тригер, оној почеток на еден масивен криптобул што сите го очекувавме уште од 2022 година па наома. Односно, финално ќе имаме конечна регулатива која што ќе даде јасна слика на тоа што смее, што не смее, како смее да се инвестира, како смее да се нормално креираат проекти. Верувам дека ова ќе биде исклучиво битен момент. Пак ќе кажам, не заборавајте, JP Morgan е најголемиот банкстер во светот и верувам дека оприлика знаат малку и повеќе од нас што зборуваат. Во исто време дека има масовна адаптација, значи апсолутно нема муабет, но пак ќе кажам, не заборавајте дека институциите се навистина бавни кога станува збор за ваков тип на адаптација. Прост пример, Citibank и Morgan Stanley моментално градат апсолутно целосна
структура за да може да се инвестира во крипто. Прво, Citibank моментално прави посебен тип на инфраструктура со која што ќе дозволи self-custody на своите нормално клиенти. Citibank и нормално Morgan Stanley, да се подсетиме, се топ 10 банки во светот. Со тоа што практично Citigroup прави целосен custody провайдер за своите клиенти кои што ќе може во исто време да поседуваат и криптовалути, истите да можат директно да, така речено, даваат репорти на соодветните даночни служби и така натаму, значи се што е потребно за луѓето да можат во банка да ги чуваат своите криптовалути, што е малку глупаво, но за традиционалните финансии тоа е доста потребно. Ако останува збор за Morgan Stanley, они уште еден чекор понатаму. Не само што ќе дозволат да има кастади на нивната банка, на своите клиенти, тука ќе дозволат и 24/7 тргување на оние валути кои што ќе бидат одобрени од самата банка. Значи, еден чекор понатаму, каде што ќе овозможат своите клиенти постојано да можат да ги тргуваат овие валути. Екстремно позитивно. Овде ќе имам исто така многу интересен момент од Гејропа, која што очигледно сваќа дека на крајот од денот, сакале или не, стейблкоините се многу подобар и многу поприфатлив момент за адаптација кога станува збор кај секојдневните луѓе, па така и овде ќе имаме еден голем, така речено, блок на банки наречен Kivalis, кој што содржи исклучиво битни имиња, само да ги покажеме имињата за да знаете за кого станува збор, че ова не е мала количина на големи институции, би рекол, како ING, Unicredit, BNP Paribas, BBVA од Шпанија и така натаму. Значи, навистина станува збор за сериозни имиња, кои што моментално креираат целосна инфраструктура за стейблкоин на гејропско ниво, каде што истиот ќе биде нормално во европска деноминација, пегд во вредноста на еврото и нормално ќе има во позадина прво кеш, второ нормално како и американските стейблкоини, ќе има нормално гејропски обврзници како инсентив за оние компании кои што потенцијално ќе ги минтаат. За жал нема повеќе информации за тоа кој блокчейн ќе биде користен и како се тоа ќе изгледа. Единствено што знаеме е дека нормално главната цел на овие банки е да направат MiCA compliant euro stablecoin со цел да се напреваруваат со доларните стейблкоини кои што го нормално целосно го доминираат пазарот. Овдека за крај, кога станува збор за институции, имаме многу интересна вест од Binance, односно моментално во Мурика се води постапка, барем потенцијално се иницира постапка против Binance, каде што 11 сенатори начело со нормално Елизабет Ворен, кој друг ако не, бараат одговорност од Binance за тоа што одредени клиенти на нивната платформа се од Иран, уште повеќе некои од нив се потврдено дека се од револуционерната гарда на Иран, која што моментално е прогласена за терористичка организација. Мене ако прашувате, ова е апсолутна глупост. Значи, вие сега ми кажувате кој смее, кој не смее да ми биде клиент според вашите одлуки, но тоа е што е, сакале или не, Binance ова мора да го почитуваат. Вели негде околу 1500 акаунти се активни од страна на Иран. Мене на 92 милиони ме чудише за само 1500, но како и да е, еве како изгледа, моментално као наводно има голема количина на пари кои што поминале преку Binance, кои што наводно се поврзани со револуционерната гарда на Иран, што пак ќе напоменам, се враќаме на многу битна тема која што поминавме кога работевме на видеото за економска саботажа на Иран, кој што може да го најдете во нашата плейлиста за напреден курс за технички фундаментална анализа, каде што јасно кажавме дека еве го повторно се случува истото. Значи, овие сенатори алудираат на тоа дека Иран моментално активно користи крипто, односно паралелна криптоекономија со цел да ги надмине сите санкции кои што се имплементирани на Иран. И не само да проба, туку успешно да ги надмине. Значи, ако се сеќавате, ова е Chainalysis, компанија која што ние доста ја почитуваме за on-chain tracking и on-chain статистики, која што јасно и недвосмислено кажува дека голем дел од ова 7,7 милиарди долари економија која што ја има моментално во Иран, е практично половина од неа е самата револуционерна гарда на Иран, која што ги користи овие валути со цел да надмине санкции. Апсолутно ништо не може да ги запре. Дури и да знаете дека има статистика, како ќе ги запрете кога станува збор за блокчейн. Можете само
да објавите статистиката и тоа е тоа. Од друга страна, уште еднаш овој артикал го потврдува тоа што ние го зборувавме. Секогаш кога имаме ситуација на војна или кога имаме ситуација на екстремно голема економска нестабилност, уште еднаш се напоменува истото, дека секојдневните луѓе на страна од овие структури кои што нормално тоа го прават поради тоа што немаат друг начин да функционираат, секојдневните луѓе пребегнуваат кон користење на крипто со цел да на некој начин и понатаму може да функционираат кога имате ситуација како во Иран каде што целосно колабираше нивната валута. Така да ова ви покажува дека на крајот од денот навистина станува збор за исклучиво битна технологија која што сакале или не институциите не можат да ја забранат. Не е дали сакаат или не, едноставно не можат тоа да го направат, без разлика колку ќе се жалат, без разлика колку ќе кукаат, дали е тоа Елизабет Уорен или било кој друг. На крајот од денот станува збор за исклучиво битна технологија која што никој не може да ја забрани. Сега, овдека за самиот почеток би сакал прво да пуштам едно кратко видео од значи ова е CEO на Bitwise, една од најголемите менувачници во светот моментално. Ова е објавено на 27 февруари, мене ако прашувате, јас мислам дека ова е од претходната година, но е објавено на 27 февруари од страна на Altcoin Daily, еден од најголемите канали. И би сакал да слушаме што има да каже Мет Хоган, CEO на Bitwise, кога станува збор за моменталниот циклус, она што веќе го зборувавме дека потенцијално масовната адаптација е пред нас. I think the 4-year cycle is being replaced by a 10-year grind, by which I mean there are big new forces in the world. They started coming in with the launch of the ETF in January of 2024. They were accelerated by regulatory progress in January of this year. We have the growth of stablecoins and tokenization. I think those forces are bigger and stronger than the forces that historically cause the 4-year cycle. So specifically, I expect the market to be up next year. Ева га сега. Вели, јас очекувам дека 4 годишниот циклус кој што досега постоеше, како што ние кажавме, ние никогаш не сме го негирале, знаете дека ние сме големи поддржувачи на оваа теорија за 4 годишниот циклус, која што и понатаму е се уште релевантна. Вели, моментално силите кои што постоја во 4 годишниот циклус, а кои се тие сили? Тоа се гитовите и ритейл секторот. Се моментално надградени, дури и заменети од уште поголеми сили, а тоа се нормално кои институциите, кои што вели сигурно нема да го почитуваат овој 4 годишен циклус и не акумулираат врз основа на 4 годишен циклус. Они акумулираат врз основа на што? Регулатива, која што кажува беше започната со иницирањето на првите Биткоин и Етериум спот ETF-и во 2024 година, а беше забрзана со почетокот на администрацијата на Трамп и уште позабрзана со така речено изгласувањето на Genius актот и моментално подготовката за Clarity актот во оваа 2026 година. Вели, акумулацијата од страна на големите играчи, за разлика од 4 годишниот циклус, е многу поврзано со потенцијален 10 годишен циклус на постепено движење на цените нагоре. Односно, ваков тип на инвеститори, ако се сеќавате, ние го покажеме како пример со златниот ETF, каде што многу често овие циклуси се многу поголеми, многу подолги, но не се толку експлозивни и немаат толку голем return, ROI. Но како и да е, станува збор за почеток на масовна адаптација од страна на институциите. And so therefore, from that perspective, I think the 4-year cycle is quote unquote dead. I still think it matters because it's in people's minds. I think it's one of the reasons prices have been suppressed this year. But do I think we're in a 4-year cycle? No, I think we're in a 10-year grind upward of strong returns, not spectacular returns, strong returns, lower volatility, some up and down. But I think next year will be up. And so I guess from that perspective, I think the 4-year cycle is quote unquote dead. Вели, очекуваме дека овој циклус ќе биде 10 години, очекуваме дека за разлика од 4 годишен циклус кој што и понатаму ќе постои, како што и ние кажеме, тоа го каже и он, станува збор за психологија. Вели, една од главните причини зашто сега сме во корекција е токму овој 4 годишен циклус. Затоа што многу од луѓето едноставно продадоа кога традиционалниот 4 годишен циклус покаже крај на бул маркетот и почеток на bear маркет. Вели, но тоа не значи дека тоа ќе го направат институциите, така? Затоа вели очекуваме дека следната година веќе ќе биде повторно во нов бул циклус. Just add one more fun fact from Bitwise's perspective. I think the institution is just sort of hitting its stride. I don't think crypto is used to how slow those institutions moved. As two examples, we just now had the big four wirehouses, Morgan, Merrill, Wells, and UBS, approve Bitcoin products, even though the ETFs launched in January. So we're just opening the doors.
The other experience from Bitwise's perspective, our average institutional client allocates after 8 meetings. If they do meetings on a quarterly basis, and they started when ETFs launched, they're just getting to their 8th meeting now. So, Вели. Прва работа, тоа што го спомнавме ние, овдека потврдено од истиот човек, дека овие 4 wirehouses, така наречени огромни корпорации кои што работат на глобално ниво, само што одобриле инвестирање за нивните клиенти за овие големи криптовалути. Второ, вели според нашите статистики, најголем дел од институционалните инвеститори инвестираат после 8 состаноци. Вели, ако тие 8 состаноци се на квартално ниво, тогаш тоа е прилика буквално почетокот на 2026 година. Затоа изборувам, значи ова е интервју кој што е пред нова година очигледно, затоа што зборува за следната година да биде практично или bull market, тоа е 2026. У превод вика, луѓето се уште не разбираат колку се бавни овие институции и колку многу време им треба за да одлучат да инвестираат во нешто. Според вика нашата статистика, овие така речено 8 состаноци после кои најчесто институциите одлучуваат да инвестираат, се токму сега во оваа почеток на 2026 година. Така да останува да видиме, како што кажа, најголем индикатор за ова ќе ни биде растот на ETF-ите, растот на ДЦО-ите, значи дека околу тој дел сме дефинитивно покриени. Кога станува збор за Real World Asset токенизација, како што може да забележите, огромен пораст од 8,31% во последните 30 дена на се што е токенизирано на страна од стейблкоините, додека кога станува збор за стейблкоините, имаме мало забавување, само 0,63 во последните 30 дена. Би напоменал дека ова е многу битно, ако се запре јилдот кој што го добиваат централизираните менувачници за своите клиенти од стейблкоините, ова нема да се движи толку брзо како што очекувавме. Затоа што секојдневните луѓе немаат инсентив да држат стейблкоин. Така, ако се најде некаква дупка со која што повторно централизираните менувачници ќе го дозволат тоа, тогаш верувам дека ова ќе почне повторно максимално да расте. Како и да е, ова е на штета на американската администрација која што непромислено забрани на централизираните менувачници да даваат yield, а ова беше најдобрата шанса за да имаат така речено огромен прилив на средства во нивните обврзници. Но нели, одлучува, знаете дека Трамп најдобро ги разбира бројките во Белата куќа, така да Господ нека ја на помош. Како и да е, кога станува збор за Real World Asset токенизација, кој го проведе за категориите кои што веќе го направивме ние тоа, практично секоја категорија е во нов all-time high, значи дека и понатаму една од главните теми на кои што дефинитивно ќе се задржиме максимално е Real World Asset токенизација. Еден од коините во кои што имаме многу инвестирано тоа е Ondo. Binance моментално објави на 24 февруари дека ефективно влегува во партнерство со Ondo. Гледаме дека најголемите менувачици Coinbase, Binance, Kraken и така натаму почнуваат да соработуваат со Ondo во однос на токенизираните акции кои што ги има на својата платформа, на својот блокчейн, и за почеток ќе бидат имплементирани најголемите 10 по market cap акции, понатаму верувам дека и многу повеќе, но ова е голем чекор затоа што Binance е најголемата менувачница во светот. И уште еднаш да напоменеме, сите овие акции се наоѓаат на Ondo платформата, на Ondo блокчейнот и понатаму ќе бидат реализирани сите овие нормално трансакции преку Ondo токенот со негов фи. Во исто време Binance добива само што прави партнерство со Ondo, добива потврда во Абу Даби, сега не знам колку може да ја реализира со оглед на фактот дека моментално Абу Даби го рушат, ајде го забораваме тој дел, добива потврда од финансискиот авторитет во Абу Даби да може да ги спроведе, така речено да ги понуди своите акции во дигитална форма преку Ondo на клиентите во Обединетите Арапски Емирати. Така да ова е исклучиво битно затоа што гледаме дека се повеќе и повеќе светот цели, без разлика дали е на Блискиот исток или подалеку, се навикнува на идејата дека се ќе биде практично дигитално, дека сите акции моментално ќе бидат во дигитална форма, не зборам дигитална форма на El-Toro, туку блокчейн дигитална форма, каде што само прашање на време кога истите ќе ви бидат достапни на вашите леџери, на вашите трезори или пали и така натаму, што е буквално идејата на сопственоста да биде во ваши раце. Chainlink моментално во соработка со Canton, зошто е ова толку битно, моментално ќе има значи CBTC, тоа е wrapped верзија на Canton блокчейнот, ова е вториот коин во Real World Asset токенизација мрежата во кој што почнеме да инвестираме,
немаме многу, инвестиравме само една, би рекол, позначителна сума, како на нашето портфолио, така на портфолиото на каналот, но дефинитивно понатаму ќе продолжиме со инвестиции во овој коин, затоа што се покажува како еден од најадоптираните блокчейни кога станува збор за институционално токенизирање на капитални добра и дефинитивно ќе продолжиме да инвестираме во овој блокчейн. Со тоа што имавме нормално видео, може да го погледнете за овој блокчейн. Значи, моментално Chainlink ќе биде тој кој што ќе обезбедува Reserve Verification и Proof of Reserve за CBTC, кој што ќе биде минтан и ќе биде нормално достапен на Canton блокчейнот. Повторно, позитивно е затоа што на крајот од денот добро е да се има мост до биткоин, добро е да се има токенизиран биткоин на вашиот блокчейн, кој што понатаму може да служи како колатерал и што не, значи Canton ќе има, би рекол, голема предност со тоа. И моментално исто така CBBTC, кој што е слична верзија, значи ова е само на Coinbase, моментално врап верзија на Base блокчейнот, кој што наскоро ќе биде Layer 1, моментално преку Chainlink истиот може да биде достапен на Monad блокчейнот. Со тоа што CCIP протоколот на Chainlink овдека се користи како interoperability протокол, за да може да се трансферира CBBTC на Monad и назад, односно да се направи во оваа ситуација фриз на самиот биткоин на Coinbase блокчейнот и да се направи минт на Monad и обратно, burn со reissue на Coinbase. Така да ова е доста интересно. Значи пак ќе напоменам, Chainlink е моментално во играта за компетитор за interoperability протокол, веројатно во истата категорија со Axelar и со Wormhole, но јас ако ме прашува да мислам дека Wormhole ја победува сега оваа трка. Виталик моментално само што објави ова е генерален 4 годишен roadmap за Ethereum, каде што една од главните тематики е Quantum Resistant Ethereum. Значи зашто е ова толку битно? Знаете и сами дека моментално има голем раст на компјутерите кои што имаат, би рекол, квантно процесирање на компјутерски податоци, која што потенцијално може да биде закана за блокчейн. Иако моментално се децении позади заштитата која што поседуваат блокчейните, нормално блокчейните нема да чекаат до последно, како што гледаме и сами. Бутерин моментално вели во следните 4 години ќе се фокусираме на што? Брзина, на privacy и во исто време ќе се фокусираме на quantum resistance. Односно, се очекува од сега па натаму во следните 4 години на секој 6 месеци да имаме апдейт кој што во однос на брзина, како што гледате и сами, тоа ќе е потврдено, се фокусира на развој на инфраструктурата за Layer 2-ките, што веќе е докажано. Второ, кога станува збор за privacy, ќе се обидат што може повеќе да направат секојдневните луѓе да имаат базична приватност на самиот блокчейн, да не може секој да ги следи вашите трансакции, кои сте, каде трансактирате, што е доста опасно. И последно и многу битно, преку сите овие форкови кои што ги планираат, ќе се обидат максимално да направат што може повеќе околу тоа во следните 4 години Ethereum да стане комплетно quantum resistant блокчейн. Сега, како што знаете, ние сите овие апдейти веќе ги следиме. Следниот кој што доаѓа е Glamsterdam, кој што ќе следиме нормално во живо кога истиот ќе биде имплементиран со соодветно видео за тоа што истиот значи за Ethereum. Така да ова е само генерално, нормално за секој од овие апдейти имаме посебно видео кое што веќе може да го најдете на нашиот канал, а следното наскоро и за Glamsterdam очекувајте го да дојде на нашиот канал. XRP моментално многу интересен момент. Ова не го знаев, Ripple Prime е брокерска фирма која што XRP ја купи, тоест Ripple ја купи. Тоа беше претходно така наречена Hidden Road брокерска фирма на глобално ниво, масивна брокерска фирма, со оглед на фактот дека истата процесира околу 3 трилиони долари на 300 најразлични институционални клиенти низ целиот свет трансакции, зборувам брокерски. Со тоа што во оваа ситуација рачунајте дека тоа е целосно превземено од страна на Ripple уште претходната година, но она што не го знаев е дека не била завршена целосно нивната верификација и нормално ребрендирање во DTCC и тоа е завршено официјално на 2 март 2026 година, односно вчера. Со тоа што ефективно Ripple Prime е во целосно, значи легитимна, би рекол, состојба на пазарот и може да почне да ги пружа сите оние, би рекол, услуги како брокер, првенствено за Ripple, а понатаму и нормално за неговите клиенти. Тоа што не забравяйте дека наскоро доаѓа и банкарска лиценца за Ripple, кој што доби одобрение во принципал, така речено се уште треба да исполни одредени услови за да има
целосна банкарска лиценца. Замислете, имаат банка, замислете, имаат глобална брокерска компанија, која што има апсолутно не знам колку лиценци ни светот, значи и дополнително го имаат Ledger, XRP Ledger, каде што веќе се наговестува дека целиот овој така речено Ripple Prime ќе функционира на XRP Ledger. Односно сите овие трансакции, понатаму посебно било каков тип на токенизација ќе биде реализиран на XRP Ledger. Екстремно позитивно, затоа што за разлика од досега Ripple веќе нема да има потреба од други институции. Ripple станува институција. Така да ова е крајно позитивно. Јас и понатаму верувам во овој проект, секој одлучува за себе нормално. И Morgan Stanley моментално интересна идеја, како што веќе покажавме, значи истите се подготвуваат за тоа да дозволат на своите клиенти да може да купуваат, продаваат, држат, значи да може да прават апсолутно се кога станува збор за биткоин и етериум. И многу интересна работа, значи сега ова веќе го спомнавме на самиот почеток, затоа што имаат 18 милиони клиенти, ова е екстремно битно. Значи они буквално секој од овие клиенти ќе може да има крипто на нивната сметка и да го користи за плаќање, за трговија, за размена и така натаму, како се останато. Валути, акции, злато, се тоа може да го имате на вашата сметка во Morgan Stanley, но многу битна работа, вели во нивните трудови објавуваат дека го преферираат XRP кога станува збор за меѓугранично плаќање. Не се знае дали официјално тоа ќе го применат, ова е само нормално нивно мислење, дека активно истите изјавиле дека моментално многу повеќе го преферираат XRP за разлика од биткоин кога станува збор за плаќања, како во ниво на Америка, така и меѓународно. Знаеме дека Bank of America моментално за сите внатрешни трансакции го користи токму XRP и XRP Ledger, така да ова верувам дека понатаму може да биде тренд за многу други банки, додека за разлика од нив Deutsche Bank официјално потврдува 2 март 2026 година дека сите меѓународни трансакции ќе бидат реализирани на XRP Ledger. Значи ефективно ќе почне да го применува XRP токенот и XRP Ledger за трансакции на било каков тип на меѓународно ниво. Што е исклучиво битно, затоа што Deutsche Bank представува едно од најголемите банки во Европа, па и глобално, и ваков тип на користење на овој коин и овој леджер е, како да ви кажам, одлична вест, барем според мене. Polygon моментално само што направи договор со Visa, каде што преку апликација наречена OOBIT ќе може да се користат сите стейблкоини на Polygon за директно плаќање. Ова апликација е нешто слично како Revolut, би рекол, ако евентуално имате. Односно оваа апликација OOBIT која што може да ја поставите на вашиот телефон и функционира како дебитна картичка на Visa, како што може да забележите. Разликата е во тоа што вие користите вашиот Polygon новчаник и користите моментално USDT, USDC и DAI, најголемите три стейблкоини во светот кои што моментално постојат, за да може да плаќате на било кое место каде што се поддржани Visa дебитни картички, а Visa дебитни картички се поврзани апсолутно сегде. Значи дека вас ви е потребна оваа апликација OOBIT само за да ја добиете дебитната картичка, а понатаму како што може да забележите, значи апсолутно сегде каде што може да платите со Visa, тоа може да го направите со практично сите стейблкоини на Polygon. И многу е битно. Зошто? Затоа што овде ќе имаше многу интересен, да речем, податок. Вели секоја трансакција директно на дебитна картичка, како што е Visa, Mastercard и така натаму, е 3,5% од плаќањето. Значи, таа количина ја наплаќа самиот провайдер. Вика, моментално се тоа што ќе биде плаќано на Polygon мрежата. Што значи дека ова не е некоја дебитна картичка каде што вие правите некаков трансфер, па се продаваат средствата, па вие плаќате во долари. Не. Овие трансакции ќе бидат процесирани директно на Polygon. Што значи дека кога вие плаќате, да, другата страна добива долари, но тоа не го менува фактот дека добива долари кои што вие директно ги трансферирате како стейблкоини на нивната сметка и цената на трансакција, како што може да забележите, од негде 2 пени до 1 цент. Што значи дека е незамисливо помала. Така, ова е разликата од претходно до сега, каде што сега веќе ефективно стейблкоините и крипто се користат директно. Нема размена, нема второстепени компании кои што продаваат за да може да платите, се тоа оди директно. Bloomberg, многу интересна соработка. Знаете дека Bloomberg моментално има една од најголемите платформи за информации. Значи тоа е доста скапа, би рекол, значи во 10.000 евра се плаќа да имате акаунт на истата, но има податоци за апсолутно се во живо.
со тоа што моментално Bloomberg сака овие податоци да ги достави до оној коин кој што ние сме екстремно заинтересирани, тоа е Canton Network. Како го прават тоа? Тоа го прават преку Kaiko. Kaiko е апликација која што достапна на Canton екосистемот, која што се занимава со акумулирање и достава на data feeds, односно ова се било каков тип податоци, како што се цени, како што се инфлација, податоци, апсолутно секаков тип на податоци кои што се потребни за една платформа да може да функционира, моментално истите ги абсорбираат и ги доставуваат до, да речем, сите DeFi протоколи кои што се наоѓаат на Canton или сите институции кои што користат Canton мрежата. Во исто време, Bloomberg сака преку Kaiko да ги доставува своите data feeds до Kaiko и до Canton мрежата, што е екстремно позитивно, зашто? Затоа што, пак ќе напоменам, Bloomberg моментално важи за најголемиот финансиски медиум и најголемиот акумулатор на традиционалните финансии на финансиски податоци. Мене ако ја прашувате, ова е огромно, затоа што Bloomberg прво дошол кај Canton за ваков тип на соработка. Јас нигде не сум видел на друго место Bloomberg да соработува со некој друг на оваа тема. За Hedera имаме многу интересни две вести. Првата е дека официјално FedEx влегува во Hedera Council. Знаете дека тоа се некои 38-39, ако не се лажам сега веќе членови, кои што се екстремно големи компании, кои што имаат свој нод на Hedera, а во исто време се и водечките компании кои што го водат овој проект. FedEx е една од најголемите корпорации во светот, знаете, се занимава со достава и е исклучиво битен играч. Не е случајно во Hedera, сигурно. И HederaCon очекувате да се реализира во мај, 4 мај во 2026 година во Мајами. Со тоа што погледнете ги само говорниците, значи DTCC, оваа огромна институција од Америка, праќа свој представник, McLaren, Coinbase, Deloitte, Google, нормално, Citibank, Ripple, Chainlink, исклучиво добра листа на говорници, би рекол, за ова случување на Hedera. Cardano конечно добива свој, би рекол, глобален стейблкоин. Да се подсетиме, на Cardano постојат стейблкоини, но најголем дел од нив се матични, би рекол, изолирани стейблкоини кои што функционираат само на Cardano, за жал, тоа е реалноста. И официјално USDC најави, ако се сеќавате претходните altcoin вести, и моментално USDC се наоѓа на Cardano, достапен на неговите DeFi протоколи. Верувам дека ова многу ќе помогне за ликвидност да се движи кон и надвор од Cardano екосистемот. Значи, ова беше нешто што навистина многу му фалеше на овој блокчейн и верувам дека сега ќе помогне доста во неговото функционирање. Следна вест доаѓа од Tron. Tron моментално во текот на 2026 година ќе се фокусира на тоа што може повеќе да развие AI инфраструктура. Значи, овде не се напоменува точно како тоа ќе го направат, како што веќе видовме моментално Justin Sun, тоа е креаторот и би рекол водачот на овој проект, малку централизиран, ќе практично даде максимум од неговиот тим за да се фокусира што може повеќе на AI инфраструктура. Сега, една би рекол револуционерна идеја која што има, морам да признам, е AI NFT. Овдека не е целосно објаснето, но би рекол има основни постулати на тоа што планираат да постигнат, а тоа е да направат така наречен AI NFT кој што ќе има во себе AI. Односно тоа ќе биде NFT кој што нема да биде само стандарден JPEG, туку ќе биде буквално вештачка интелигенција која што ќе биде интегрирана во еден AI. Не знам како планираат тоа да го направат, но идејата пак би рекол е револуционерна. Замислете NFT кој што во себе содржи AI агент. Доста интересно. Така да останува да видиме како ова ќе напредува, но ова верувам дека ќе биде револуционерно за блокчейн кој што досега се користи највеќе за трансфер и плаќење. Значи да се подсетиме, околу 30% од стейблкоините во светот се наоѓаат на Tron, но замислете кога нова ќе додадете ваков тип на инфраструктура каде што ќе имате AI NFTs, односно агенти на вештачка интелигенција во еден NFT. Исклучиво паметна идеја, но пак ќе кажам, ова е само идеја сега за сега. Ааве само што помина 1 трилион во позајмици. Гледаме дека доста заинтересираност има на Mantle, тоа е Layer 2 на Ethereum, каде што само што поминале над 800 милиони лендинг на неговите протоколи. Знаете, Layer 2 функционира на Ethereum, има свој DeFi сектор, но во глобала, ова е многу битно, ова е првиот DeFi протокол кој што има позајмено над 1 трилион долари на крипто сектор.
Значи Aave и понатаму покажува дека ќе биде исклучиво голем и битен играч во DeFi секторот. А за жал претходниот bull market не успеавме да купиме поради X причини, не што да купиш попрво, но Aave навистина барем досега цели два bull marketi успеа да преживее и покажа дека има шанса да биде и понатаму лидер во овој сектор, да се надеваме дека ќе остане и да се надеваме дека наскоро ќе го додадеме во портфолиото, значи секоја чест на работата на овој протокол. Повторно, станува збор за DeFi апликација, ова не е блокчейн. Многу интересна вест од Uniswap, ова е проект кој што го имаме во нашето портфолио, конечно добија потврда, односно dismissal, тоа е на некој начин целосно ослободителна пресуда од страна на њујоршки судија, дека не се виновни за тоа што некој на нивниот протокол, зборуваме на нивниот DeFi протокол, вршел pump and dump. Многу интересно и пак би рекол многу паметно од судијата, вели како може да го обвиниме оној кој што го овозможил смарт контракт, нели, како услуга за луѓето да може да имаат DeFi сектор, да биде виновен за тоа што некој направил пул и го испразнил, направил рак пул на неговите клиенти. Значи Uniswap е алатка. Uniswap не го овозможува ова, Uniswap не врши контрола, секој од овие проекти треба сам за себе да врши контрола на неговите пулови. Uniswap овозможува само да се креираат овие пулови и да има тргување на истите. И секоја чест за она што е целосно слободен од ваквото обвинение и нормално верувам дека ова позитивно ќе се одрази во иднина, затоа што во Америка, знаете и сами, case-based law, односно ако било каков случај се повтори на истата ситуација, дефинитивно ќе многу полесно ќе помине кој да е следниот проект кој што ќе го има овој проблем. Само што премина во Mantra Coin, тоест токен, тоест коин стануваат Layer 1. Значи ако се сеќавате, Mantra блокчейн кој што имаше свој коин предходно беше ERC20, само што премина во Layer 1, значи ова беше најголемиот да речам real world asset токенизација проект за недвижности, па имаше голем проблем, ако се сеќавате, цената падна екстремно, веруваме дека се опоравиле и дека моментално од ERC20 токен, односно апликација на Ethereum, преминуваат во официјален Layer 1. За оние кои што потенцијално можеби се уште не виделе, автоматски на сите централизирани менувачници, на сите стейкинг платформи, на сите блокчейн wallet-и, значи е така речено замрзнат и трансформиран токенот во 4 Mantra коини наспроти 1,4 како што може да забележите, со тоа што нема никаков dilution на нивниот market cap, нема додадено ништо, значи нема продадено ништо, буквално истиот market cap останува, само ја зголемуваат количината на коини од 1 токен во 4 Mantra коини. Се е автоматски, значи дека до сега би требало веќе коините да ги имате на вашето портфолио трансферира. Coinbase Token Manager. Колку паметно направено секоја чест. Моментално, некоја компанија претходно наречена Liquify, кој што луѓето ја користеле за креирање на коини, односно токени, сега преминува во собственост на Coinbase, кој што вели, преку нивниот така наречено Token Management Team, или овде ќе имаме така наречено Coinbase Prime, тоа е посебен профил кој што може да го имате на Coinbase, ви дозволува да креирате собствен коин, односно токен, дури ако имате надвор од Coinbase собствен коин и токен, преку овој Coinbase Token Manager, како што кажеме, кој што претходно била оваа компанија која што спомнавме, Liquify, да можете што? Да креирате vesting и distribution на вашиот коин, односно токен, значи вие ќе можете директно преку Coinbase Prime целосно да го контролирате и регулирате овој коин, односно токен. Да направите се што е потребно во однос на она што инаку би требало, не знам, армија девелопери да го прави за вас, овде ќе може да го направите преку оваа алатка достапна на Coinbase. Значи прво, да креирате коин кој што ќе креирате во кој vesting schedule, односно како ќе биде распределен, кога ќе биде распределен, значи целосниот распоред на распределба. Потоа сето она што е поврзано со грантови и заклучување, значи знаете некои коини имаат пример одредени заклучување на одреден временски период или пак одредени количини на коини се дадени како грант на оној кој што ќе победи, така натаму се тоа може да го организирате преку оваа алатка. И compliance, односно верували или не, оваа алатка е толку добра што дури и ви на некој начин укажува што смеете, што не смеете, и на тој начин секоја од овие акции, затоа што е процесирана преку оваа алатка на Coinbase, е директно
во согласно со моменталните закони каде што функционирате, што е екстремно позитивно. Така да, ова е, пак ќе речем, многу добра работа, иако е малку централизирана, ви намалува, би рекол, проблеми околу потенцијално, нели, потребна цела армија на девелопери, знаење и така натаму. MetaMask добива своја дебитна картичка, која што е директно поврзана со вашиот новчаник, многу интересно. На првите $10,000 добивате 3% кешбек на секоја трансакција. Ова ми се допадна уште повеќе. Значи, сите валути кои што моментално ги имате на самиот новчаник, доста интересен момент. Ви се, според ова што успеав да го разберам, во своевидно заклучено стање, знаете како на Binance, каде што имате flexible lock, каде што вие практично добивате некој минимален yield од одредени коини кои што се, нели, прифатени од ААВ, односно ААВ ќе ги користи генерално овие коини како ликвидност, а вие добивате yield директно на вашиот MetaMask новчаник. И повторно, постојано ви се достапни, вие не треба да правите локап, се разбираме. Односно само со тоа што стојат, вие автоматски добивате награда од ААВ за тоа што, нели, MetaMask дозволува овие коини да бидат користени како ликвидност. Доста интересно, би рекол доста иновативно, а во исто време оваа дебитна картичка, сега нема нешто премногу информации, до сега се знае дека е достапна за мориканците, натаму верувам дека ќе биде достапна и за Гејропа и останатите, но сега за сега тоа е она што го знаеме, Mastercard дебитна картичка на MetaMask, доста практично. Моментално SBI Holdings, кои што се majority, едни од најголемите акционери во Ripple, прават посебен тип на стейблкоин во Јапонија. Изненаден сум, ја очекував дека овој JPYSC ќе биде потенцијално на XRP Ledger, затоа што пак ќе напоменам, SBI Holdings моментално сите меѓународни трансакции ги реализира на XRP Ledger. Но не е, барем сега за сега, не е објаснето на кој блокчейн ќе биде. Јас побарав и објаснување од AI потенцијално кој има. Она што го знаеме дека овој стейблкоин ќе биде паралелно на мориканските и гејропските, кои што веќе испомнавме, со 50% во обврзници во Јапонија и другите 50% во кеш во однос со покритието на самиот стейблкоин и ќе биде, значи сега за сега, технологијата позади овој проект е од Astar и од Soneum. Soneum Layer 2, Astar проектот кој што ќе работиме наскоро, тоа е Polkadot Parachain. И многу интересно е тоа што ова ќе биде така речено повторно на конзорциум на банки. Значи ова се најголемите банки во Јапонија, SBI Holdings, тоа е повеќе банки заедно, Startail исто така повеќе банки заедно, ја креира ова прва стейблкоин валута која што ќе биде целосно или покриена, реализирана во јапонски јен во Јапонија. Така да интересно, верувам дека ќе биде во иднина потенцијално доста позитивно за самата држава. Telegram моментално дозволува на вашите Telegram новчаници да можете да правите стейк на Bitcoin, Ethereum, USDT, а понатаму и на многу други блокчейни. Односно дозволува на DeFi проекти да можат да нудат на така речено сите овие wallet-и на Telegram кои што ги поседуваат, зборуваме за милиони луѓе кои што поседуваат крипто wallet-и на Telegram, да може да прават стейк директно преку Telegram новчаникот, значи немате потреба од никаква дополнителна да речем децентрализирана, централизирана менувачница апликација, не. Директно на вашиот новчаник на Telegram ќе имате опција за DeFi, каде што не само стейкинг, туку и лендинг, боринг и така натаму, се тоа ќе ви биде овозможено на Telegram. Исклучиво паметно, секоја чест Telegram многу добро е работи оваа работа кога станува збор за интегрирање на крипто на Telegram апликацијата. Crypto.com само што доби финансиска институционална лиценца во Гејропа. Ова моментално значи дека ќе може да работат со MiCA compliant стейблкоини на сите нормално клиенти во Гејропа, што за нив е верувам доста позитивно затоа што на некој начин вие зголемува би рекол лепезата на услуги кои што ги нудите за овие клиенти, но и се повеќе и повеќе гледаме интеграција на сите овие менувачници во светот. И за крај имам уште една интересна вест од SUI во колаборација со EVE. Ова е многу интересна игра која што е така речено Star Trek тип на игра или Star Wars како сакате со вселенски бродови. Овој хакатон доста интересно. Ова се условите кои што на некој начин ги даваат за тоа што би требало да креирате, каков тип на апликација на SUI и така натаму, каде што вика Toolkit for Civilization, што е оставаат на ваша имагинација да креирате.
Хакатонот се уште не е почнат, почнува на 11 март, така да ако некој од вас потенцијално сака да учествува, дефинитивно имате шанса, имате една недела да размислите и да го најдете многу едноставно, само запишете SUI IV Hackathon. И за крај, само на кратко ќе поминеме преку најголемите компании, односно корпорации кои што инвестираат во крипто, дали има некоја промена во нивните токен баланс history. Тоа е нормално нивното портфолио за тоа дали имаат продадено или дали имаат додадено одредена количина на токени, да видиме што прават големите играчи, дали купуваат, дали продаваат. Знаете дека ова се стандардните 4 корпорации кои што ги следиме, A16Z кои што гледаме дека немаат промена, значи дека ниту продаваат, ниту купуваат. Grayscale постојано имаат благ наклон надолу, што е нормално она што гледаме преку ETF-ите, значи таму се ослободуваат од овие коини моментално кои што ги имаат долги години. Кога станува збор за World Liberty Fight, дури гледаме и скоков дека мал на крајот, но пак ќе кажам, ова го проверивме се стейблкоини USD1, така да не е нешто посебно, не е дека купили некој посебен коин, и кога станува збор за Pantera, нема никаква голема промена, гледаме дека е истата количина на токени. И за крај, уште еднаш, значи гледате дека постојано и напорно работиме за едукација на македонската нација. Се што бараме од вас е доколку сакате да не поддржите финансиски, направете го тоа со членување на нашата Patreon апликација, значи ќе добиете привилегии, а ние ќе добиеме финансиска поддршка која што ни помага да можеме да креираме и надградиме нашата едукациона улога во македонското општество. Да благодариме на сите оние кои што се веќе дел од нашата Patreon заедница, оние кои што не се, линк до истата може да најдат во дескрипција на секој од нашите видеа или пак patreon.com и пребарајте не по името Крипто Гемиџија. Во исто време, оние привилегии кои што ги добивате е да бидете дел од нашите чатови, значи овдека сите наши членови заедно со нас поделуваат се што знаат, се што имаат, како информации, како едукација и нормално дебатираат едни со други за она што доаѓа во крипто секторот. Имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно. Имате лайвстрим кој што е организиран еднаш месечно за сите наши Patreon членови да може да поразговараат со нас, да не прашаат се што ги интересира. И сите овие офлайн материјали, како моменталната Altcoin Investi материја, прво ги доставуваме до нашата Patreon заедница, а потоа и на сите наши канали. И за крај, доколку некој од вас потенцијално сака да ја обнови својата чланарина на годишно ниво, тоа може да го направите со праќање на мејл на cryptogimidžija@gmail.com. Кажете ни која валута ви одговара, како што може да забележите, ова се годишните преплати и нормално добивате 30% попуст за годишно ниво за нормално членството на Patreon, а ние ќе ви испратиме на вашиот мејл линк до годишно членство на нашата Patreon апликација. Така да ви благодарам, се надам дека уживавте и се гледаме во утрешниот лайвстрим макроекономија и крипто. Добра вечер и поздрав од Крипто Гемиџија. Your broken back. Wall Street bleeds you while the bank is stacked. But Gimidžija cracks the code tonight. No permission, we reclaim our right. Through the blockchain, burn the throne. Decentralize, the power's ours alone. Wait, bear the chain while they slay. Gimidžija teaches power, Schwartz, okay. No more sides, no more lies. Crack the revolution, tear it down! No suit selling Ponzi paradigms, just proof of work and open source truth. Watch the teacher validate before your eyes, while central banks choke on their own abuse. Wait, bear the chain while they slay. Gimidžija teaches power's yours, okay. No more sides, no more lies. Crave the revolution, tear it down. They call it danger, we call it free. They hoard the gold, we code the key. One lesson, one node, one student unchained. Gimidžija's army, the whole system drained. To the margins, to the digital streets. Knowledge flows where oppression meets. So stand up now, reject their plan. Peer to peer, we make our stand. In the matrix, we found the crack.
Jumanji Elite, there's no turning back. Rewrite the rules, burn down the wall. Decentralized, we're taking it all. Hey, bend the chain while they slay. Jumanji teaches power's yours to gain. No more chains, no more lies. Crack the revolution, tear it down. Hope for peace, holds the case. Not the base, not the base. Who validates truth? Who validates truth? Way down. From valleys to the world, word validate a vote. Jumanji drops knowledge, not financial advice. This ain't their system, it's decentralized. Revolution!